Храната во светот поскапува, а кај нас цените се релативно стабилни. До кога бизнисот може да го издржи ударот од поскапување на горивата? Дали ќе бараат помош од државата? Разговараме со Горан Ѓорѓиевски, председател на Сојуз на стопански комори. Ѓорѓиевски, добре дојдовте во емисијата Финсайт. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Ви благодарам. Од оваа недела се намали акцизата, владата ја продолжи мерката за намалување на ДДВ од 18 на 10%. Дали ваквата мерка ќе спречи зголемување на цените на прехранбените производи? Па вака, видете, за намалување на цените не станува збор, меѓутоа ова ќе влие во однос на тоа да се стабилизираат цените, колку што може во дадениот момент, бидејќи сведоци сте на динамиката на промени на цената на нафтата и на нафтените производи. Така да, во дадениот тајминг ова е соодветно решение, меѓутоа потребно и понатака да се продолжи во пресред на повисоките цени на нафтата и нафтените деривати со соодветни реакции кои што ќе бидат во насока на постигање на соодветен баланс. Што мислите за тоа? Што ви треба во моментов? Во моментот потребно е дел намалување на акцизата, нели тоа што се случи чинам. Понатака исто така сметаме дека единствено што може сериозно да се влие и како тајминг е дополнителните попусти во однос на нафтата и целосниот сегмент на цената на нафтата и на нафтените производи да се движат во ваква насока. Ако ние тргнеме од една ситуација да денеска имате една цена на нафтата и на нафтените производи, за ден-два имате соодветно голема промена нанапред, тогаш јас вистина не знам какви мерки би можело да се предложат или да се изнајдат. Потребно е суштински да се следи самата ситуација, на време да се реагира и колку што е можно повеќе да се намалат оптоварувањата, даночните оптоварувања, како и акцизните оптоварувања на цените на нафтата и на нафтените деривати. Тоа е тоа што може да се направи. Исто така потребно и понатамошно можно намалување на даночните стапки, не само на дел сегментот од акцизи, со што би можело да се изрази во пресред на ублажување на високите цени на нафтата и на нафтените деривати. Овие мерки не се таргетирани од една страна, од друга страна експертите сите викаат дека мора да бидат мерките таргетирани затоа што знаеме дека најголем дел од популацијата може да се дозволи да плаќа поскапо гориво. Што мислите вие? Треба да бидат за сите граѓани или пак во одреден период треба да им се даде помош само за тие за кои што им најпотребна? Па сметаме дека тајмингот е исто така многу важен во дадена ситуација и потребно е да се реагира соодветно кога ќе дојде времето, ако продолжи ваквото динамично и силно зголемување на цените на нафтата и на нафтените деривати, можеби ќе влеземе во една ситуација да одиме повторно со пар коли, со некои други ограничувања на количината на нафта, односно нафтени деривати што се купуваат, како што е во Словенија и кое што е едно исто така соодветно решение. Чинам дека 30 литри има ограничување за купување на нафтени деривати, извинете. Така да тоа се решенија креативни кои што ќе излезат во текот на сите овие процеси. Меѓутоа треба да се биде проактивен, треба да се биде динамичен, брзо и адекватно да се одговара на предизвиците кои што доаѓаат во оваа насока. Споменавте возење парни пар. Може ли бизнисот да се дозволи да вози парни пар? Вие доаѓате и од прехранбената индустрија. Како ќе камионите да стигне лебот и пецивата до продавниците? Да. Видете, тука треба дистинкција да се направи. Тоа што е бизнис, тоа што се суштински основни производи кои што се дистрибуираат, во таа дистинкција потребно е да се утврди кој би можел да тоа движење да биде, а каде не би можело, и таа соодветна поделба, ако дојде во таква ситуација, да се направи, се со цел да се ограничи потрошувачката, а при тоа да не се влијае на тековните основни процеси кои што функционираат во нашето општество, како што е процесот на снабдување со основни прехранбени производи на широките народни маси. ФАО веќе објави дека во март цените на храната поскапеле за 2,4%. И ова зголемување на цените е мало затоа што се трошеле стари залихи. Очекуваат дополнително поскапување во периодот кој ќе следи. Кај нас каква е состојбата? Видите, сето ова е неминовно поврзано, повторно со енергенсите. Јас неколку пати истакнував и повторно излегувам дека составот дека директен импакт ќе има, дури и посилни случувања ќе има
ова што сега се случува на Блискиот Исток, бидејќи 33% се произведуваат некои супстанции од кои што се добиваат вештачките ѓубрива кои што се користат во агросегментот низ целиот свет. Таргетирам, односно сакам да кажам дека доколку ситуацијата не задвижи кон тоа да сегашната употреба на вештачките ѓубрива се намали во однос на сеидбата која што ќе биде во пролет, ќе дојдеме во ситуација во есен да имаме многу помали приноси. Сето тоа ќе имплицира директно на силно зголемување, односно потенцијален ризик на силно зголемување на цената на прехранбените суровини кои што се користат насекаде за производство на храна. Така да тоа го спомнав во некои излагања, велам ќе се креира ситуација на перфектна бура. Затоа што, како што знаете, повторно низ Ормудскиот теснец се движи исто така и сулфурот, односно како супстанца за производство на сулфурната киселина, која што директно се користи во екстракција на метали, значи се имплицира и се влијае директно на зголемување на цената на металите секаде на светот, нели тоа се пренесува преку берзите. Во ист момент имате употребата на течниот газ, се извинувам, каде што најголемите светски капацитети се наоѓаат повторно на Блискиот Исток и кој што се употребува за производство на полуприводници, на чипови. Следствено на тоа, на пиедестал ги ставам вештачките ѓубрива, каде што директно имплицирањето, односно намалувањето на приносите со сериозни проценти, 30, 40, 50% во светски рамки, ќе значи огромен раст и притисок за раст на цените на прехранбените суровини. Сума сумарум, ситуација на перфектна бура. И кога може да се очекува ова да се прелее кај нас? Ќе бидат потребни 2-3 месеци или некаде септември може? Како тајминг ќе биде септември-октомври. Тогаш е есенската жетва на северната хемисфера. Тогаш ќе видиме какви се приносите. Меѓутоа, повторно, доколку имате квантум на количина на вештачки ѓубрива за 33% помалку, толку поминуваат низ Ормудскиот теснец, тогаш предпоставувате дека тој волумен на вештачки ѓубрива помалку ќе се употреби во агросегментот секаде низ светот. Тоа ќе имплицира на помали приноси. Покрај споменатите работи поскапува и пластиката, алуминиумот, стаклото, сите тие влегуваат, значи лебот се пакува, млечните производи, кашкавал, сирење, неминовно ќе биде зголемување на цените, сакале ние да признаеме или не. Поттикнавте повторно, да, извинете, уште еден сегмент што го изумивме. Цената на полиетиленот и полипропиленот како состојки од нафтата од кои што се прават пластичните пакувања. Исто така, согласните европски стандарди, односно воопшто употребата на такви пакувања за храната која што согласно имплементацијата на стандардите за квалитет на храна секаде низ нашата држава, нашето општество чинам и согласно европските стандарди, значи имаме голема употреба на такви пакувања, тоа ќе значи повторно импликација на и притисок за зголемување на цена. И реално колкаво зголемување очекувате? 20, 30, над 50% или не може сега да се каже? Не може и неблагодарно е сега во овој момент да се каже. Јас само сакам да ги посочам ситуацијата на постоење на голем ризик од сите овие сегменти што ги коментираме. Значи ги засегаме и цената на прехранбените производи, прехранбените суровини, ги засегаме цената на металите, значи ги допираме цените на металите и понатака допираме и овој сегмент на индустријата. И тука по принцип на синџирите на снабдување, со ова се прави силна дисторзија на тие синџири на снабдување, каде што не знаеме колку ќе бидат покачување на тие цени се уште, бидејќи мора да имаме во предвид тековно како ќе се одвива на дневна база самата војна, нели? Ние се надеваме апсолутно дека ќе има најбрзо што може мир и ќе има смирување на берзанските цени. Меѓутоа, некои анализи покажуваат и тоа сега, утре да се случи, последиците ќе траат подолго време. Тие последици во однос на поголемите цени и во однос на ризиците за поголеми цени. Така да, сума сумарум, не може да се предвиди точно како ќе сето тоа ќе се движи во иднина, меѓутоа потребна е силна проактивност од чинителите и доносителите на одлуки во нашето општество во однос на тие економски одлуки. Потребно е следење на самата ситуација и многу е битен тајмингот кога ќе се решаваат работите за да се излезе во пресрет на постоечките ситуации кои што се менуваат на дневно ниво. Мислите дека се задоцнете ваквите мерки?
па не мислам дека се задоцнети. Впрочем, нели не можете ни пребрз да бидете во носењето на одлуки, мора да причекате да вистинскиот, повторно ќе речам, тајмингот да го одберете, исто суштинска работа. Тоа е како во бизнис, нели? Некогаш одредена добра одлука ако се донесе во погрешен тајминг, тоа е всушност погрешна одлука. Исто како што нели задоцнетата правда е неправда практично во една друга паралела, една друга димензија, но битно е силна проактивност, анализи, носење на квалитетни одлуки на време. Вас ве консултира бизнисот, владата која ќе носи одредени одлуки, што ви е потребно, дали може да ви се помогне? Затоа што голем дел од експертите сугерираат владата јасно да каже кои мерки ќе ги преземе во кој временски период, за да се намали очекуваната инфлација. Значи да знаете, ако цената на нафтата оди, не знам, дизелот 110 денари за литар, ќе активираме ваквата мерка. Над 110 денари ќе се активира друга мерка. Да, се комуницираме, разговараме за некои теми кои што го засегаат бизнисот. Меѓутоа, можеби е потребно и така да се пристапи, да се направи едно сценарио на случување во иднина. Доколку цената на нафтата се движи до тука, ќе се преземат овие мерки. Доколку расте над одреден BIP, break-even point, ќе се одлучи така. Така да, можеби и тоа е едно конструктивно интересно решение, каде што ќе имате една легенда и сценарија на предвидени случувања во иднина, во зависност од висината на цената на нафтата и на нафтените деривати. Да, затоа што на бизнисот најпотребно му е предвидливост. За да може да си планирате. Предвидливоста за да може да планираме и потребно е практично и радикалното црно сценарио да се каже, да се посочи, транспарентно да се отворат работите за да може да се носат квалитетни одлуки. Лебот засега останува по стара цена. До кога може да се издржи да се продава по истата цена? Затоа што знаете, во Источна Македонија и во Прилеп и Битола се зголеми цената. Разговаравме на таа тема во Министерството за економија со заменикот министер за економија и со директорот на Државниот пазарен инспекторат. Утврдивме наредниот месец да нема промена со најголемите практично производители во нашата држава на пекарски производи, утврдивме во тие разговори да нема промена на цените наредните 30 дена, па после тоа да се состанеме и во зависност од тогашната цена на нафтата и на нафтените деривати, како и на самите случувања кои што ќе бидат во бизнисот, да реагираме соодветно. Доколку се задржи истата цена, нормално самите пекарски компании и прехранбената индустрија има сенс и има социјалната компонента во себе за широките народни маси, односно за социјалниот елемент кој што треба да се запази во овие тешки времиња, апсолутно и за тоа, иако се качува цената на нафтата и на нафтените деривати, одлуката е на пекарските најголеми компании, значи да бидат социјални, да имаат социјален елемент и да не ги сменат цените во наредните 30 дена. До крајот на април ќе важи? Да. После тоа? Затоа што знаете да нафтата ви е влезен инпут во целиот производствен процес. Апсолутно, сериозен инпут. Имајте го тука во предвид и логистичкиот елемент, каде што дадените прехранени производи треба да се транспортираат до соодветните продажни мрежи и маркети. Така да го имаме во предвид тоа и до тој тајминг нема да има реакција. После тоа ќе се состанеме и ќе видиме дали ќе остане истата цена, дали ќе биде поголема цената. Меѓутоа тоа сето ќе го елаборираме врз силни и кристално чисти аргументи врз основа на кои што ќе се донесат одлуки. Дали во моментов, работејќи и задржувајќи истата цена, книжите загуби или не? Или се покривате со стари? Да, во моментов тоа е една комбинација од повеќе работи. Дел нели се трошат постари залихи доколку имаат тие што имаат залихи. Дел се движат по една линија на делумна загуба која што се покрива паралелно со некои добивки од минатото. Меѓутоа го издржуваат сето тоа. Меѓутоа полека доаѓате до оној BIP, break-even point, каде што трошоците, инпутите на трошоци, инпутите на цената на работната сила, инпутите на енергенсите кои што силно растат, ќе ве доведат до ситуација да ја загрозите самата ликвидност на компаниите и ќе не може да функционира. Затоа не може да се надмине таа граница, после даден тајминг ќе мора да се коригираат дадените цени. Меѓутоа, ако цените одат нагоре, кризата потрае, владата најави можно повторно замрзнување на маржите. Дел од експертите претходно вика дека овие мерки не дадоа, не вродија со плод, затоа што веднаш
после завршување на таа мерка цените одеа нагоре и никогаш не се вратија на исто ниво. Кој е вашиот став од бизнисот? Дали треба да се оди со некој вакво решение? Точно така. На крај се увиде, после неколку пати употребување на таа мерка, наназад 3-4 години, не знам веќе колку, 5 години можеби повеќе, нели, мислам дека од ковидот или како од финансиската криза, дека тоа не дава резултати. И ние цврсто сме уверени, односно бизнисот е уверен, дека пазарното одредување на цените секогаш е најдобар начин каде што ќе се коригираат и каде што ќе имаме соодветни цени финални на крајните производи. Доколку се почне со вакви мерки на одредување на маржите, повторно ќе се доведеме според нас бизнисот во ситуација да во даден момент нагло се покачат и силно цените и ќе се доведе да тие амплитуди донесат дури и до повисоки цени на крајот, односно во паралела со случувањата кога пазарно би оделе цените како што одат сега. Така да ние сметаме дека овој начин пристап како што е сега е подобар отколку да имаме соодветно ограничување на маржи и други непазарни елементи кои што се употребува за ограничување на маржите. Имаме ние закон за нефртрговски практики. Изминатиот период токму маркетите се покажа дека не се грижат толку многу за стандардот на граѓаните. Еве вие се договоривте сите пекарската индустрија дека цените на леботи ќе останат на исто ниво. Окта дава попусти за да не вивнат цените на нафтата. Меѓутоа, како да се натераат, имаме и закон за нефртрговски практики? Не е работа реално гледано, нели, на маркетите да се грижат за стандардот на населението. Со цел да се овозможи најниски можни цени, си има капиталистички западни либерални принципи, тоа е, значи, поголема конкуренција, по-фер услови на надпревар меѓу маркетите. Затоа е и донесен законот за нефер трговски практики, во кој што Сојузна стопански комори учествуваше, меѓутоа сега потребно е негово квалитетно спроведување. Можеби тоа е суштината. Темелно, апликативно и целосно спроведување. За да дојдеме во ситуација каде што сите ќе го почитуваат и ќе се овозможи да не се излегува од неговите рамки и со тоа ќе се овозможи најниска можна цена, најниска можна пазарна цена во соодветниот момент. Сметате дека во моментот не се спроведува како што треба? Па видете, има некои недоследности кои што сме ги дискутирале во Министерството за економија и сметаме дека може да се направат adjustments, прилагодувања и може да се направат некои апликативни моменти да бидат подобри отколку што е ситуацијата во овој момент. Дали повисоките казни ќе придонесат за тоа? Пошто се најавува 10 пати повисоки казни. Во ред, сметаме дека оној што ќе ги прекрши тие фер, односно нефер ситуации и услови, потребно е да се сноси одговорност и да се плати. Кои се најголемите стравувања за бизнисот доколку кризата потрае? Најголемите стравувања за бизнисот е она што претходно го коментирав во однос на перфектната бура. Тоа се доколку трае оваа криза, нели, до есента, таму септември, октомври, после жетвата која што ќе биде во есен, а при тоа, нели, да не се употребат соодветен квантум на вештачки ѓубрива кои што директно влијаат на приносите во агросегментот и да дојдеме во ситуација на силно намалени приноси на пшеница, на пченка, на јачмен и на други житни култури во нашата држава. Исто така и на соодветни други земјоделски култури, да не ги цитирам сите. Тоа силно намалување на приносите, ако е 30-40%, адекватно на пониската употреба на вештачките ѓубрива при наѓубрувањето, може да не донесе во ситуација да мора да имаме корекција, односно мора да има силна корекција на цените во прехранбените суровини секаде, значи не само во регионот и секаде во светот. И што би поскапело прво? Поскапувањата би биле во целиот сегмент на земјоделски производи. Она што тука го произведуваме многу различни култури. Произведуваме пшеница, произведуваме јачмен, произведуваме, нели, пиперка, патлиџан, соодветни други градинарски производи и во секој сегмент. Вештачките ѓубрива учествуваат како наѓубрувања секаде и директно имплицираат на повисоки приноси доколку повеќе употребувате или пак пониски приноси доколку помалку употребувате вештачко ѓубриво. Дали кроите некакви, не знам, планови или пакет мерки кои што ќе ги побарате од владата? Да ви помогне доколку се случи најлошото сценарио? Една од главните мерки која што веќе ја дискутираме во бизнисот, се уште немаме конкретна стратегија, нели пишана што точно би, како сценарио како би се движело, меѓутоа пристапот до финансии повторно ќе биде во различни форми многу важен за бизнисот.
поентирам тука дека доколку имаме сериозна импликација, односно сериозна дисторзија на цените, високи цени, ќе мора некако финансиски бизнисот да се подкрепи со цел да може да се преброди таа криза во некој даден сегмент. Сега тука на кој начин тоа ќе се избере, како би профункционирало во реалност, тоа е една сосема друга приказна која што треба да се дискутира, да се анализира, да се дојде до квалитетни решенија, да се напишат тие квалитетни решенија и да се подготви некое апликативно сценарио, ќе речам, каде што вистина ќе може да има соодветна специфична тежина и да го подкрепи бизнисот во тешките времиња кои што доаѓаат. Може ли да се случи да има отпуштање на вработените, па дури затварање на фабрики? Апсолутно. Секоја компанија која што ќе утврди дека не може да го издржи моментумот на функционирање со соодветните покачени инпутни трошоци толку големи, ќе мора некако да реагира. Односно, едно од решенијата е привремено затварање, намалување на број на вработени, намалување на производство, значи една економска стагнација. И тука влегуваме нели во оној термин кој што се дискутира стагфлација. Така да не би влегувал нели во негативни сценарија во овој момент. Повторно ќе речеме дека постои оптимизам кај нас во Сојуз на стопански комори, односно оптимизам кај бизнисот, дека во даден тајминг ќе се постигне некој договор каде што ќе се заврши оваа криза. Да се надеваме и ние да што поскоро да заврши кризата и оптимизмот сепак на крај да победи. Господине Ѓурѓевски, јас ви благодарам на телефонот. Благодарам на поканата.